Добар ден, драги гледачи. Повторно вие со нас Црвена линија. Забавата почна. Дискусијата ќе започнеме со вас на телефонскиот број 02 307 6677. Ве чекуваме. А зашто тоа ќе збориме и дискусија ќе вртиме, Тина ќе ни открие. Така, со тие сме подготвени да ве вклучиме во секој момент на Црвена линија. Се подразбира на 02 307 6677. А она за што ќе проговориме денес со вас е за поседувањето на лиценците. Во автобуска несреќа гинат луѓе. Агенцијата јавноста дознава дека работи без лиценца. Тепачка и убиство пред дискотека. Повторно јавноста дознава дека дискотеката нема лиценца. Кој и зошто ги дава лиценците кога се работи и без нив? Тоа е впечатокот на јавноста, особено по последните настани кои што ја затресоа јавноста. Сега вас ве прашуваме кој е вашето видување, вашиот став, односно еве дали можеби вие лично сте аплицирале за лиценца, дали тешко доаѓате, лесно ли се доаѓа до лиценца и дали всушност е така дека во државава некако се добива впечаток дека се работи и без лиценца. Ве очекуваме на 02 307 6677, а секако Тео подготвен да ја соопшти и денешната анкета на која што ќе гласате само вие. Нормално, покрај тоа што ве очекуваме да дискутираме на телефонскиот број 02 307 6677 за оваа главна тема, нормално очекуваме да ни одговорите на нашето анкетно прашање кое е на нашата социјална мрежа на Инстаграм, Црвена линија. Има ли некој лиценца во држава и зошто не? Да, не. Тие се, па би рекол, двете опции, но има уште една опција. Секако вие може ни пишете зошто не, ако мислите дека е не. Но секако не забравете да кликнете не, ако мислите дека е тоа. После рекламите, ние нормално ќе ги објавиме крајните резултати и ќе откриеме како вие размислувате околу оваа тема. А сега веднаш преминуваме на првиот гледач во Црвена линија. И прашуваме кој зошто ги дава лиценците кога се работи и без нив. Таков е впечатокот. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден. Вие сте во Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Ова прашање ви е добро поставено, затоа што од 91 година кога самостојивме во Република Северна Македонија нема кој не работи без лиценца. Сега на сите, на секоја дејност за работа му треба лиценци. Дали било доктор, дали било возач, дали било било што, или некоја кафана, кафич, ресторана, мора да имаат лиценци за работа. Така да, овде се разни институции кои даваат лиценци. Едните лиценци за тие возачи на транспортни возила, за автобуси, комбина ги дава Министерството транспорт и врски. Другите лиценци за работа во клубовите, во дискоклубовите, во рестораните ги дава Министерството за економија. Сакам да ви кажам дека никој нема право во Република Северна Македонија да работи надвор од законските прописи. Затоа кај нас се случуваат вакви недозволени работи, како што беше сега со убиството на детето на ракометарот од Хрватска. Тој дискоклуб нема лиценца. И под хитно го затворила пазарната инспекција. Али кај биле претходно да го видат и да го увидат то, затоа што ние на досега таква институција не работела до сабајле до 5 сато. Тоа не искам да кажам. Затоа јас ги повикувам сите оние кои треба да работат, да се извадат соодветна лиценца, како би може да работат од правичен и правилен. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Веднаш преминуваме на вториот гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, како сте? Добри, вие како сте, дали сте добри? Одлични. Добри сме. И сега Ви има... посакувам сте подобри и подобри да бидете. Благодарам многу. Вака, јас уште преди 2 дена ви кажав кога би имало интервенција на бодигарди, односно осигурителна компанија која што има своја екипа, нема да дојдеше до овој смртен случај. Сите настани кои настануваат во една дискотека во Република Скопје, една дискотека која што работи до ноќни часови, без тие секурити не може да функционира. Сега дали имало лиценца? Немало лиценца. Тоа нека ми одговори директорката на пазаришна инспекција. А ние кажуваме дека немала, не е само таја.
Господо, вие сте помлади, знаете што, живееме во една држава каде што не е системот функционален, не е функционален систем, не е само во Скопје. И ние во нас на провинција имат дуќани, фирми, ресторани кои што не се регистрирани работаат. Ваквите случаеви кога ќе дојдат, тогаш ние кажуваме дали функционират или не, дали требало да има. Па како може да биде регистриран да работи без лиценца, без тие дозволи? Како може и зашто не сносуваат тие одговорност и тие инспекции? Зашто и нив не ги тргнат тие директори и раководители на... Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. А сега на 023076677, додека сме во очекување на вклучување на нов гледач, ќе ве потсетиме дека може да продолжите да коментирате на нашата Facebook страна Црвена линија, а и секако да ве потсетиме што не смеете да пропуштите вечерва на Телма. Во кризна кома. Има ли државата пари и инструменти за реанимација? Вечерва во топ тема, дебата на министерот за економија Крешник Бектеши со представници на бизнис коморите. Неби Ходжа, председател на комората на Северозападна Македонија, и Горан Ѓоргиевски, представник на Сојузот на стопански комори. Топ тема со Боби Христов. Вечерва во 19 часот и 15 минути. Тоа е што вечерва не смете да пропуштите, а сега мислам дека е време да го пуштиме нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден. Како сте? Одлично. Ацо Гиновски на телефон. Голем поздрав. Прашањето ви е на место и на времено. Јас се согласувам со претходните што кажа. Да ве слушнеме. Во овој момент, во оваа ситуација е баш и бузлук на нашето поднебје во Република Македонија. Не се знае кој јаде, кој пие. Контрола никаква и овие резултати кои што се случија за жал со детето што загина во несреќата, што беше Тепан, значи е резултат на беззаконие од страна на владата. Контрола нема. Инспекторатот е виновен. Зашто? Во централното градско подрачје да некој работи со таква без лиценца, со таква дозвола, значи таа дозвола е без лиценца, така. Онда, кој треба да ја сноси одговорност? Кај нас сакам да потенцирам. Нема одговорност. Не ни треба директорот или газдата на кафаната. Ни треба одговорност од лицата од инспектората. Господине, господа, немаме одговорност, тоа е. Благодарам што се вклучивте. Ако имаме следен гледач, веднаш ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, се слушаме? Одлично се слушаме во Црвена линија. Да ви кажам како ви е поставено прашањето, викам алал да вие. Викам секоја чест. Значи, кај нас лиценците се даваат зашто државата да заработи пари. Ниф им треба на државата пари, како порано немаше лиценца за ништо. Сега, за било што нешто да отвориш, мора да имаш лиценца. Така да, тука е само од финансиска гледна точка по мое гледање. Иначе и со лиценца, и без лиценца, ја не знам што функција врши лиценцата. Па и да ви кажам, сите работат без лиценца. Меѓутоа, кога ќе ги фатат и тогаш, државата тогаш ќе им наплати казна едно друго да се пуни буџетот на државата. Тоа е лиценцата. Иначе другата функција, со лиценца што ќе добие и што ќе плати, што ќе земем, ништо повеќе не добива некоја функција или некој квалитет повеќе ако имаш лиценца и ако нема, све е исто. Само е тука финансиска гледна точка, иначе другото ништо. А за жал кај нас многу има без лиценца, така да меѓутоа се знае тие се што имаат грб. Иначе не можеш ти некој што нема грб, ќе му дојде 5-6 пати, ќе му дојде и
за лиценца и ќе му наплати глоба и 300 чуда. Тоа е тоа, кај нас, за жал, секој пут се гледа од некоја економска гледна точка и од некоја врска. Тој непотизам од комунизмот некако да се исчисти. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Секако ние стапивме во контакт со директорката на Државниот пазарен инспекторат и еве која е изјавата на господјата Анета Симеска-Димовска. Угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор се врши врз основа на лиценца. Лиценцата ја издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството, Министерството за економија. Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството ги пропишува формата и содржината на образецот на лиценцата, како и начинот на издавањето и одземањето на лиценцата. Важност на лиценцата е за период од 1 година. А сега имаме гледач, Тео. Така, може да преминеме на вас. Добар ден. Добар ден. Прво да ве поздравам многу. Благодарам. Голем поздрав и сега до во вас. однос на лиценците нешто да кажам. Лично искуство. Фирма за домување, која прави страшни малверзации и која не им ги враќа средствата доброволниот фонд на станарите, не само на една зграда, него на повеќе згради, од регулаторна комисија ја одземаат лиценцата, инспекција врши надзор, таа менја адреси, менја телефони, све, и сега наново отвара нова фирма за домување, сега нема да ја именувам, меѓутоа понатаму ќе ја именувам, граѓаните добро внимаваат на преварите што ги прават овие фирми за домување. Ви благодарам. Треба инспекторите и овие од регулаторна комисија малце повеќе да обрнат внимание на кого даваат лиценци. Ја не знам како таа фирма повторно отвара исто за домување, фирма нова, по друго име. Страшни малверзации, тоа не знам, во оваа држава закони постојат, ама никој не ги спроведува законите. Веројатно тие што се задолжени да работат на спроведување на законите, слабо си ја вршат работата. Ви благодарам, граѓани, обрнете во внимание. Државен пазарен инспекторат, тоа е пожелно да пријавите доколку имате проблем, се подразбира Државен пазарен инспекторат. Така, а сега е време малце да се свртиме кон нашите социјални мрежи, односно еве овој пат на Црвена линија на Facebook. Одиме во коментари на тема на денот. Ќе прочитаме 2 коментари. Првиот е од Игор. Здраво. За жал во нашата држава има субјекти кои работат диво без лиценца. Треба да има повеќе контроли од страна на инспекциите, затоа што се случуваат трагедии. А потоа јавноста дознава дека одредени субјекти по одредена случка немале лиценца за работа. Идеме сега со вториот коментар од Винг Би Чун. Го пресликавме дивиот запад на јенките од пред 2 века, само во полоша и посовремена варијанта. Кој што сака си прави и не одговара. Продолжете да коментирате, одиме веднаш со следен гледач. Здраво. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Вака би кажал, значи, овој поимот лиценци е широк поим. Значи, лиценца може да има и човек што работи во обезбедување, човек што работи, да речеме, у полиција и уште не знам каде. Нормално, па за тоа и правиме обед, за сите. Значи, лиценцирано. Вака сега, ја би некој прашање поставил. Добро, ако некој 4 години тупел мозок у средна школа за да биде нешто, да речеме, и макар и обезбедување да биде, добро, а додека некој тракторист од нива собран и отишол платил 500 евра за лиценца и тој обезбедување исто така. А и тој што учел средна школа за таква работа или факултет, пак мора да плати за лиценца 500 евра. Значи, ја би малку со тие лиценци подразмислил малку како ги дават и зашто ги дават, онда боле да не учиме школа, добро, ја сум вампир више, ама да речеме за овие младиве, боле да не учат школа, ви ги плати 500 евра лиценца, земи се, може и премиер ќе бидеш. Не знам, значи ова лиценција е широк поим и опасен поим. И само е лов на пари.
Иначе друго ништо. И затоа се прават овие вакви манипулации, да речеме со фирми и отварање дискотеки и чуда. Поздрав пријатно. Голем поздрав, благодарам што се јавте. Благодарам што се вклучивте. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушаме. Се слушаме? Да, одлично. Во врска со ова лиценци беше вика. Така. Толка се знае кај нас како да е, него дај што е проблемот најголем кај нас. Ве слушам, да. Тамо во тие капиće, во тие што се собират и дури до Сабајле тамо седат. И дозволува државата до Сабајле тамо да станат. Тие деца, што мислите, здрави ќе бидат? Тамо се дрогираат, сите лоши работи се прават тамо, господа. А за лиценците за работа и ве коментар. А вамо не делава вамо ги забранија да работат. Луѓе кои сакаат да искочат фамилијарно да излезат. Кај го има ова, на жалост. А за лиценците не прашаме, секој како стигна. Тоа е, поздрав голем, битно е, ова е многу битно. Како може младиве да ги оставиме до Сабајле да бидат по капици? Благодарам за вклучувањето. Веднаш преминуваме на следен гледач. Времето е само за вас. Добар ден. Ало? Добар ден. Да, во црвена линија сте. Ало? Да. Да. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Битола. Голем поздрав до Битола. Ве слушаме, да. Продолжете. Еве, за Сакам да ги лиценците, прашам, како се издаваат? на Лесно ли ромите се издаваат Македонија. лиценци кај нас? Дамка и Правиловски. Па за лиценците, какви лиценци му даваат за нивните согаѓани? Во Битола, во сред бел ден, да крадат по куќите и да не се заканат дека не смееме да се браниме, затоа што ќе не пријавиме во невладините организации и кај Самка и Примовски ќе не пријавиме. И ќе одговараме за напад врз национално малцинство. Вчера кај мене влезе Ром во визбата, ја нападна жената. Дали пријавивте, еве? Пријавивме в милиција. Дојдоја 15 души од МВР Битола и го сликавме него кој е што е, го знак и не е уште уапсен. До кога ние ќе бидеме македонците од Мариово, малцинство, во нашата родина држава, да немаме национални права, а тие да можат да не тепат сред Белден дома. За ова секако ќе имаме во предвид да направиме специјална емисија со оваа тема. А дали останува уште само малку време? Добро, благодарам. Дадовте интересна идеја и насока да размислуваме како црвена линија, да ја поставиме оваа проблематика како тема за сите гледачи. Така, идеме Добар ден. со следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ пребникот, за да може јасно и го се слушнеме. Дали се слушаме? Добар ден. Ние додека го чекаме гледачот, само да напоменеме дека наредба на Државниот пазарен инспекторат е дадена за забрана за работа на ноќниот клуб во кој што се случи трагедијата. Иако е констатирана ваквата забрана на 18 февруари, станала правосилна дури по трагедијата со смртта на хрватскиот ракометар. Односно, веќе од вчера. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Може да се слушаме се? Одлично. Да, одлично ве слушаме. Повелете за лиценците. Еве малку и од помладите гледачи. Драго ни е, сакаме да ви има многу повеќе. Молим? Драго ни е што се вклучувате како млад гледач, бидејќи сакаме да ви има вас младите повеќе. Ајде, пошо, значи, секој беше утрински програми, па редно е малку и 8 часови за младите малку да ги слушаме. Еве сега од млад спектар да се чуете. Да, точно е дека во кафичите има многу дрога, алкохол и такви работи, значи, но
Тоа не го правилно убиството, тоа е најлош чин. Али сепак, тоа можем да го кажем дека е сепак неуспех на родителите и не родителска грижа. Затоа денешка овие се последици на понашањето на младите. Значи, родителите нели знаеш како што велеа порано да не се маче овој нашите деца, како што и ние сме се мачеле порано во времето на комунизмот и на Југославија, и затоа денеска ги остават... А во однос на работењето без лиценца? Молим? Во однос на работењето без лиценца, бидејќи тоа не е темата? Сега, ако ве замолувам само да ми додадете малку време, знам дека сте при крај. Значи, за лиценцата, како прва работа, многу скапи се лиценците и даноците за капитица. Значи, Гевгеле пропадна, еве Гевгеле, аз му ги велям, значи да ви открием. Гевгеле пропадна едноставно. Кафичите и дискотеките, тоа беше најдобар град порано на времето. Така, фала ви. Направивме отстапка со оглед на тоа што и прв пат најверојатно се вувате во црвена линија. Времето е 90 секунди, продолжете да вртите, повторно ќе бидете сигурно во можност да ве вклучиме. Така, сега е време малце се свртиме кон Твитер, да видиме што луѓето од Твитер твитаат околу оваа тема. Идеме со првиот твит, објава: лиценца is not available in our country. Или во превод, лиценца кај нас нема. Така, не е достапна лиценцата во нашата земја. Идеме со уште една објава, зашто да не. Пазарна инспекција затвори дискотеката Привлич, која имала забрана за работа, и The Real си кажал: каков башибозлук сме ние, еј. Појма немаме кој автобус има лиценца, кој диско има лиценца, која храна е проверена. Преминуваме на вас. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Поздрав до вас двајцата. Водители, а јас сакам да кажам дека тоа е во држава Скопје. Јас сум од Македонска Каменица и поздрав од Каменица. А у Каменица се затворено што беше без лиценција. И отидоа луѓето по странство. Нема ги. Има 3 кафари кои работат. Дискотеки нема. Кафица не работи и тоа. Отидоа децата во странство да работат. А во Скопје држава не може господната инспекција. Кога се дојде јајцето на газот, тога да го носи. Туку требало да види дали има лиценција ова дискотека или нема. И како нема, требало да биде затворена. Не може од 12 сатот да работи после. Кога ќе се врти убито, тога ќе знае. Не може да мислите. Сега сте на нас сигурно. Да ти правам прям, а за тепите ќе платеме. Те пак лежи, ако лица луѓе. Он утре врти го лица. Јас не знам, али ова не катастрофа држава. Како се примеме ние, туристи од странство? Како ќе дојдат и да ги убијат? Бе, срамота, бе. Срамота за овие спасоци. Би сакале да ни одговорите и на нашата анкета? Еве, тео е веќе подготвен. Кој би бил вашиот одговор? Има ли некој лиценца во наша држава? Има ли некој лиценца во државава и зошто не? А никој не се... Кој? Не, тоа е ништо, нитојно. Не, тоа беше одговорот. Во ред, пак се враќаме на Твитер, на 2 поста, односно објави, да видиме. Првиот е вака: Бектеши, дискотеката Привлич нема лиценца за работа. И Бредли Купер пишал: може би немали лиценца, ама барем немаат ни фискална каса. Идеме со следниот пост. Животот во Македонија вреди колку едно подмитување на инспектор, колку едно заобиколување на закон, колку една фалш лиценца, колку едно кафе и побоњера. Во поново време најверојатно и зетин. Добар ден. И таблец. Ало, добар ден. Добар ден. Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме одлично. Благодарам, јас само ве слушам јас. Одлично. Ако сум јас на линија, тоа да зборувам, нели? Да, продолжете. Благодарам. Вака сега, право да ви кажам дека прв пат се гледам и јас. Машала. И од колку сата до колку почувате, до колку време ви има? Од 16 и 15 минути. Веднаш Од 15 до... Да, од 16:15 до 17 часот. Имате... Од 16:15 до 17. Так, тук, тоа е. Благодарам. Благодарам, значи добро е што постои црвена линија. Црвена линија имаше едно време на некоја телевизија со една новинарка, сега е
А може би е пак кај вас таа Оливера Црвена Трајковска, линија како беше, не знам. од секогаш на Телма телевизија. Така да, добро е што постои оваа емисија контактна, за да си кажуваме, еве да речеме маките, пошто Македонија со мака, маке, со маки, така и ние да си ја кажеме маката, и а што да кажеме? Да кажеме дека во Македонија ништо не е добро, не лиценци, не дозволи, не ова, не она, лиценци, дозволи само на македонци се бараат, да не македонците ништо не им треба. Немат дозволи, возат коли, немат лиценци, прават трговии, се што е недозволено за немакедонците е дозволено. Затоа во оваа држава наша нема слобода, еве гинат луѓе на секој чекор, не се ме ќе знае, слобода нема полицијата, не е полиција, тоа не е полиција, тоа е. Благодарам за вашето вклучување во Црвена линија и секако што го споделивте вашето мислење со нас. Продолжете да не следите, а сега ние ги следиме и твитерашите, а таму на големо се коментира. Така, идеме со следни две објави од Твитер. Првиот гласи вака: а сертификат за твитање и лиценца за социјални медиуми имате ли? Едноставно прашање. Одиме на следниот твит. Лиценца за твитање имате? Лиценца за Црвена линија имаме. Јас и Тео лиценцирано велиме добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ајде уште една шеска пром. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме. Одлично. Одлично. Од Тетово се јава. Голем поздрав. И вас ве поздравувам, екипата на Телма. Меѓутим, во врска со темава, ја не знам што е ово фрка, ставно имало такви работи по кафани, по тие работи. И нормално е тука се пие алкохол, се онаде и се слушуваат такви работи, не знам. Работење без лиценца. Тоа е темата. Работење без лиценца, па ги има полно овде во Македонија, не е една. Да, ве слушаме. Сметате дека тоа така треба да продолжи и што треба да се превземе според вас? Не, треба да се презема нормално, дека околу 50% скоро во Македонија немат лиценца. Како е во Тетово, еве, да прашаме, ситуацијата со издавање лиценци, контроли? За нигде и во Тетово исто. Исто и во Тетово исто има без лиценци. Многу. Што сметате дека треба да се превземе за да се сменат работите? Па треба пазарната инспекција да има повеќе контрола и тоа. Добра. Добро. Така. Ако е тоа се, благодарам, останете со Црвена линија. Слушнете што ќе изјават и другите гледачи. Така, сега идеме со пак следни две објави од Твитер, нормално околу темата. Идеме ги прочитаме. Дискотеки, превозници и ординации без лиценци си работат, ама битно за обичниот народ мора лекарско или извод не постар од 6 месеци. Одиме сега со следната објава, кој гласи: лиценците се скапи за да се демотивираат оние кои сакаат да работат легално, а во исто време да работат на диво без лиценци клубови како овој Привлич, превозници како Одриен Транс и слични бизниси. После државата. Државата. Така, Твитер заедницата неуморно коментира, а ние сега одлучивме да одмориме со реклами, па се враќаме на Црвена линија. Еве сме назад после кратките реклами, сега е време да ги видиме крајните резултати на нашето анкетно прашање на Црвена линија Инстаграм. Има ли некој лиценца во држава и зошто не? 33% гласа за да, 67% гласа за не. А зошто не? Нормално ни пиша на Facebook. Читате и продолжете да ги следите коментарите. Тука ве препуштаме на одличната програма на телевизија Телма, а мене и Тео добро запомнете утре, веднаш по вестите, 16 часот и 15 минути. Ве очекуваме. Чао, чао.